трет ден Европско првенство во ракомет. Ова утро анализираме со Горан Ѓорѓановски. Добро утро, како сте утро? Добро утро, Анита. Добро утро до гледачите на Националниот сервис. Добро, хладно и чисто малку. Стартувавме за жал со пораз, меѓутоа можеби очекувано имавме силен противник. Па да, општиот впечаток е дека Македонија во најмала рака ја одигра пристојно или достоинствено во однос на тоа со кого игравме и кој ни беше од противник од другата страна. Од друга страна, па никогаш не е пријатно да загубиш натпревар, било против кого, било каде. Се надевам дека селекторот и стручниот штаб ќе извлечат поуки, сигурен сум во тоа. Може да се потенцираат неколку работи, дека добивме некои играчи во однос на тоа што тие се дебитанти, во однос на тоа дека не знаевме што да очекуваме од нив, а и тие самите веројатно од себе. Може би разоткривме малку повеќе од тоа што требаше да го спремаме, особено за против Швајцарија. Понесен селекторот, јас и во вчерашната моја колумна напишав, понесен условно кажано селекторот од тоа што дека ние имавме активен резултат, вклучи во својата тактика некои замисли кои што според мене ги чуваше требаше да ги чува за некои други надпревари понатаму, но тоа што генерално треба да бидеме задоволни, иако пак ќе кажам, со пораз никој не е задоволен. Да, секогаш може подобро. Како поранешен репрезентативец, сметате ли дека недостасува можеби повеќе дисциплина во националниот состав? Па добро, јас го потенцирав тоа и на гостувањето после надпреварот, дека она што мислам дека го извади од кожа на селекторот беше таа недисциплина, особено од играчи од која што не очекува и тој, и во кој што има голема доверба и кој што очекува тие да бидат лидери на ова селекција. Имаше коментари на друштвените мрежи дека тие играчи кои што јас ги подвлеков или ги потенцирав одиграле на високо ниво, односно ги играле солидно, и тоа е вистина. Кога се работи за Кузмановски, особено тој одигра на вистина тимски во однос на тоа дека имаше доста асистенции, но во моментите кога требаше да биде тој најтрпелив, кога требаше да застане, да биде сидро, направи грешки кои што и според мене, а и според реакцијата на селекторот не се адекватни. Така да недисциплината нас ни донесе да ние на брзина од резултат активен 8-10 дојдеме во ситуација да биде 14-10 или 15-11, после што ништо не беше исто, но секако не беше само недисциплината. Тука редовно ние имаме, да кажам, технички грешки со екипи од понизок ранг, а ова екипа, ова селекција едноставно те принудува да правиш технички грешки. Недостасува ли можеби повеќе поддршка? Имаат поддршка нашите момци од целата македонска јавност, разбира, ова европско првенство е сепак во фокус на спортот овие денови. Па мислам дека од оние, како да кажам, објективните, обичните луѓе кои што не се вклучени во ракометот, мислам дека имаат поддршка. Мислам дека иако од друга страна па тие луѓе кои што не следат доволно не можат да ја знаат, да препознаат силата, разликата меѓу селекциите кои што ни се во групата, особено првите две со кои што играме. И од тој аспект, како да кажам, паричката има две страни. Ние кои што сме во ракометот сме свесни. Некои од нас може би се прават на дека не го гледаат, не сакаат да го видат тоа и секогаш ќе бараме влакно во јајцето, дури и со овакви селекции. Од друга страна, оние обичните гледачи навикнати, разгалени, што викам ја, од долгогодишната, повеќе од една деценија учество и не само учество, но конкурентност на големи надпревари, сега очекуваат дека и овој јануари Македонија ќе биде така конкурентна и ќе се закани. Јас мислам дека Македонија ќе биде повторно на таа разина, на тоа ниво, да кажам, но потребно е време и она што е најважно во еден национален тим. Ова не е екипа. Ти да купиш играч, да донесеш играч, него овде треба едноставно да се склопат коцките, а склопување коцки има кога повеќе генерации се надополнуваат во одредени сегменти. Тоа што недостасува да ни го даде генерацијата која што доаѓа, и тоа е нормално не само кај нас, него и во многу поголеми селекции. Македонија е во една од најсилните групи. Кои се очекувањата од наредните надпревари? Па сега, видите, Франција е, според мене, според она што го поминала последните 15 години во однос на Германија, Швајцарија и Македонија, е класа
две посилна, но она што го видовме од германците, мене ме плаши нивниот пристап. Ме плаши затоа што во надпреварот со Швајцарија едноставно одигра на ниво на кое што досега последните 4-5 години не сме ги виделе. И не само во однос на квалитет, него во однос на мотивираност. Тоа беше можеби нормално пред 53.000 гледачи дома на домашен терен ти да бидеш мотивиран. Ако тоа тие го пресликаат против нас, че имаме можеби повеќе проблеми и може резултатот да биде изразен во поголема разлика од колку на првиот надпревар. Сега од друга страна тоа што Швајцарија одигра со резултат 27-14, кој што е во најмала рака понижувачки за нив во однос на тие две репрезентации, можеби ќе ги подгрее нашите надежи дека ние можеме нешто со Швајцарија и апсолутно дека со Швајцарија нашата игра ќе биде сигурно поразлична и сигурно дека сме во ситуација подобра во однос на Франција или Германија. Овај надпревар со Германија ни покажа Швајцарија, ако претходно не знаевме или не знаеше селекторот, сега малку уште повеќе се размисли дека од каде доаѓа целата ситуација, од каде доаѓа голем дел од опасноста кај Швајцарија. Значи, Анди Шмит не е само поентер, не е само, тој е и разигрувач, и тој е некој духовен татко на таа група на играчи, кои што се далеко од неговата лига, да речем. Иако, гледајќи ростер, гледајќи што направиле тие играчи изминатата полусезона во Бундеслигата, ние ги имате најдобриот стрелец во швајцарската екипа. Но гледаме дека Анди Шмит е тој штраф кој што ги поврзува сите тие, а тој не беше на своето ниво со Германија и видовме што се случи како крајен резултат. Така да поентирам, со Германија имам искрено, ако може да се каже, повеќе страв од нивниот пристап и би сакал да се повтори во најмала рака текот на надпреварот како со Франција, а со Швајцарија очекувам дека од ова што го видовме, очекувам дека ќе бидат разочарани, затоа што тие одеа дека можат со Германија, треба Германија се победи, така да очекувам тие да бидат поразочарани, по-психички паднати, да кажам, однос, затоа што ние немаше што да изгубиме на првиот надпревар, па и вториот, така да можеме тука и гледам тука некаква шанса. Се зависи како ќе стартува надпреварот, затоа што релативно екипата има дел искусни играчи нашата, но има и дел на млади играчи кои што многу им е важен како надпреварот ќе го стартува. Да, до тогаш повторно гости во нашата емисија, само онако за крај, кој е ваш фаворит на ова европско првенство? Фаворити веќе 3-4 години пројавуваат 4 екипи кои што ги делат медалите, но сега е прашање кој ќе ја растури таа четворка. Ја тоа го поставувам како прашање. Дали е тоа Германија како домаќин, дали е тоа Норвешка која што е после долги години здрава исклучително, дали е тоа Исланд со еден многу интересен состав на играчи или можеби некоја четврта. Ако сега гледаме вака на хартија, Франција и Данска се неминовно први фаворити, особено Данска, која што има, можам да направам дистинкција меѓу Данска и Франција во однос на голманска позиција. Значи тука се и данците феноменални, покажа и вчера. Тука може Франција малку да затаи, а од останатите, од она што го видовме вчера и завчера, Германија веројатно ќе се обиде да ги замрси сметките на оваа голема четворка. Благодарам многу на одвоеното време, се гледаме во нека наредна прилика. Благодарам и вас.